Драги сограѓани и почитувана јавност, јасно е дека Министерството за надворешни работи, Секретаријатот за европски работи, Кабинетот на премиерот и Кабинетот на председателот биле запознаени со нацрт предлогот на Европската Унија и македонската страна учествувала во неговата подготовка. Министерот за надворешни работи Бујар Османи и премиерот Ковачевски одбиваат да дадат коментар за нацрт предлогот, иако наши представници учествувале во неговото изготвување. Линијата на комуникација преку дипломатски канали помеѓу официјална Софија и официјално Скопје била активна како преку медијација на Париз, така и преку директна комуникација. Две инстанции на директна комуникација се при посетата на Весела Чернева, советничката за надворешна политика на бугарскиот премиер Кирил Петков во Скопје, и посетата на министерката за надворешни работи Теодора Генчовска на опожарениот неофашистички клуб кој го носи името на Ваншо Михајлов. Отсуството на транспарентност од наша страна е очекувано затоа што владата на СДСМ и ДУИ, која не зависи од електоратот, туку од слугувањето на надворешни интереси и создавањето на привид за европска известност, која е очевидно неизвестна, е спремна да изврши уште едно предавство на националните интереси. Од европскиот предлог произлегуваат нови неевропски барања кои го загрозуваат правото на самоопределување на македонскиот народ и ја деградираат македонската државност. Европските партнери ги инкорпорираа сите негаторски барања на бугарската влада и застанаа во одбрана на шовинизмот и на силничката дипломатија на соседните земји. Врз грбот на Македонија европската бирократија ќе постави нов преседан. Билатерален спор помеѓу две држави ќе стане дел од преговарачката рамка за пристапување кон Унијата. Доколку ја земеме методологијата за пристапување во Унијата, предложена од Франција, која овозможува веќе затворени поглавја повторно да бидат отворени, тогаш можеме да очекуваме и од Република Бугарија правото на вето да го користи во недоглед. Кочници од Брисел за серастечките бугарски апетити нема да има. Повторно повикуваме, напреки на сите преговори со Бугарија, апелираме до сите парламентарни партии да излезат со ваков став, во спротивно тие ќе учествуваат во уште едно национално предавство. Доколку на Европската Унија, македонскиот јазик, македонскиот народ, култура и држава не им одговара такви какви што се, тогаш можеби е време отворено да побараме нови надворешно политички алтернативи. Министерот Османи и премиерот Ковачевски да признесат став во врска со учеството на наши представници во изготвувањето на нацрт предлогот на Европската Унија.